Добар ден на сите. Благодарам и од моје и од наше име за интересот за присуство на овој брифинг. Се извинувам што не можевме на сите поединечно да дадеме интервју заради набиената агенда, но остануваме отворени и комуникативни, секако и добре дојдени сте кај нас во Скопје, за да може да дадеме дополнителни информации. Би сакал неколку воведни зборови да дадам. Целта на брифингот е навистина да дадеме одговори на сите ваши прашања кои што вчера не можевте да ги добиете како одговори, а сепак мислите дека вашите читатели, гледачи или слушатели имаат интерес од одговори на ваквите прашања. Како што вчера нагласивме, за нас оваа посета представува официјална државна посета од највисоко ниво, каде што највисоките представници на граѓаните на Бугарија, тоа се председателот на државата, председателот на парламентот на Република Бугарија, премиерот и министрите, ни укажа големо внимание, ни укажа голема чест со тоа што не само преку приемот, туку преку можноста да отвориме важни прашања за билатералната соработка помеѓу нашите две земји, но секако и да прозборуваме за евроатлантските перспективи на целиот регион, на целиот Балкан. Верувам дека отворивме ново поглавје, јас го нареков ново златно поглавје на соработката помеѓу Македонија и Бугарија. Видов искрена желба на еден сосед наш, кој што важи за голем пријател на нашата земја, во намерата да ја помогне на Македонија конечно да се придвижи кон своите европски и атлантски аспирации. Бугарија може во многу навистина да помогне на Македонија заради тоа што еден дел од патот го има изодено пред нас и во делот на искуството, на сето она што значи позитивни чекори на пристапот кон Европската унија и НАТО, но и грешки кои што ги има направено, да ги сподели со нас како би можело Македонија да учи и од грешките, но секако и од позитивните чекори кои што се направени. Бугарија е влијателна членка на Европската унија и е една од двете земји која што е членка на Европската унија. Во Македонија постои сериозна позитивна определба да конечно, после 2005 година, кога добивме кандидатски статус, се придвижиме кон интеграцијата во Европската унија. До сега постоеше заладување на односите, најблаго кажано, и тоа според мене исклучиво од политички причини, кои што верувам дека вчера дефинитивно се отклонија како причини и се отворија нови убави перспективи на секаков вид соработка помеѓу нашите две земји. На билатералниот состанок со премиерот Борисов, придружуван од двајцата министри за надворешни работи, постојните 4 отворени сегменти во договорот за добрососедство, скоро и ги затворивме, односно 3 се комплетно решени, остана еден сегмент, кој што повеќе верувам дека ќе биде едно кафе пиење помеѓу двајцата министри заедно со нивните кабинети, како можност да навистина тој договор го подпишеме при возвратната посета на делегацијата на Бугарија предводена од премиерот Борисов на Република Македонија, како што соопштивме по заедничка желба на 2 август на Илинденското востание. Вчера направивме и дополнителен исчекор во делот на отстранување на одредени тегоби кои што постоја во јавноста или резерви околу прашања кои што во најмала рака беа тема на дебата си во овие години наназад.
Тоа се прашањата поврзани со историјата. Ние веруваме дека историјата треба да остане на историчарите и од неа да користиме само позитивни аспекти. Се согласивме дека огромен дел од историјата е заедничка и заедно ја споделуваме. И во тоа име одлучивме да изразиме почит и поклон пред споменик на историска личност која што ги поврзува двете земји. Вчера го направивме чекорот да се поклониме пред споменикот на цар Самуил, а истото тоа ќе го направиме пред споменик од историјата која што не поврзува во Република Македонија на 2 август. Зборувавме за одредени процеси кои што беа застанати, а тоа е многу важниот коридор 8, кој што конечно ќе ги отстрани единствено позитивните тенденции на коридорот 10 или север-југ и ќе отвори перспективи на секаков вид соработка, пред се на економска, преку отварање на коридорот 8 или исток-запад. Овој коридор за нас значи поврзување на Драч, Тирана, Скопје, Софија, Пловдив, Варна, па понатаму Истанбул и целиот Блисок Исток, кој што за деловниот свет од Македонија значи нови деловни перспективи и одлични економски можности за соработка со многу фирми од целиот регион, пласман на нашите производи од Македонија, но и можност за странски инвестиции токму од целиот регион во Република Македонија. Зборувавме за енергетиката, зборувавме за искористеноста на фондовите, која што ние може да потврдиме можноста да токму Бугарија ни помогне во пренесувањето на знаењето околу искористувањето на фондовите, и тоа што важи за земја членка на Европската Унија, која што има еден од најголемите проценти на искористување на европските фондови. Ние сме свесни дека последните година и пол, токму заради политички причини во Бугарија има одреден застој, но капацитетите на изготвувачите на проектите во Бугарија се огромни и ние побаравме поддршка и помош и во овој правец. Секако, убавиот збор од Бугарија во институциите на Европската Унија за нас значи многу, не само заради тоа што доаѓа од земја членка на Европската Унија, туку заради тоа што доаѓа од земја сосед на Република Македонија. Јас сум уверен дека ќе значи ново охрабрување на останатите земји членки со многу позитивни причини дадени од Македонија преку успешните реформи кои што следуваат, да конечно Македонија ја отстрани прво условената препорака за започнување на преговори со Европската Унија, која што би била некаде есента 2017 година, со желба наша 2018 година да добиеме дури датум за преговори. Секако Македонија покрај работата на внатрешен план, на работата на реформите кои што мораме да ги направиме во државата, се надева и на позитивен исчекор околу проблемот кој што Грција го има со нашето име, надевајќи се дека навистина со новите перспективи кои што се отвараат во регионот ќе можеме да побараме
но и да добиеме поддршка и помош од нашите јужни соседи, граѓаните на Република Грција, преку парламентот, преку владата, преку владеачките и опозиционите партии во Грција. Знаејќи ги сите овие аспекти кои што нас како граѓани на Македонија не направија долги години и помалку фрустрирани заради предолгото чекање пред вратите на НАТО и Европската Унија, убедени дека веројатно долгото чекање има и своји причини за политичката криза која што се случи во Македонија. Уверени дека нашите соседи и посакуваат добро на Македонија, а и на целиот регион. Оправдано очекуваме поддршка од првите пријатели, тоа се нашите соседни земји, посебно земјите кои што се членки и на НАТО и членки на Европската Унија. За мене најважно е позитивната порака која што вчера ја испратив да вроди со резултат на соработка помеѓу граѓаните на Македонија и граѓаните на Бугарија, и тоа соработка на секаков план. Очекувам повеќе спортски надпревари, очекувам повеќе студенти од двете земји, очекувам многу манифестации културни кои што ќе се случуваат и во Софија, и во Скопје, но и во Варна, и Бургас, и во Охрид, и во Дојран. Очекувам многу нови договори помеѓу компаниите во Македонија и Бугарија, кои што ќе значат зголемен економски квалитет на живот за граѓаните. Денеска ќе оствариме и дополнителна средба покрај билатералните средби кои што вчера се случија паралелно додека јас разговарав со премиерот Борисов. Денеска ќе имаме средба со Министерката за енергетика, која што застапува една област многу важна за Македонија, затоа што Македонија има потреба од зголемување на продукцијата на енергија внатре во државата, зашто досега некаде околу 40% обезбедуваме енергија преку увоз, и тоа голем дел преку увоз од Бугарија. Искуството кое што Бугарија го има не само како министерство, туку и како експерти, може да биде од голема помош за зголемување на вкупната продукција на енергија во Македонија, но и секако заради обезбедување на зголемена трговија помеѓу двете земји.